Порастот на температурите повторно ја врати старата болка на комуналните предпријатија на Виделина, уште еднаш ја покажа неодговорноста на поединци, кога во прашање е односот кон водата. Во изминатите неколку денови, речиси во сите општини, е регистриран значаен пораст на потрошувачката на вода, која најчесто истекува во бавчите и цветните градини. Значи, во овој месец веќе со зголемување на температурата за време на викендите се зголемува и потрошувачката на водата, каде што изнесува веќе 270 литри во секунда. Обично преку неделата е потрошувачката до 180 литри во секунда. Идентична е состојбата и во Кочани, каде веќе во прашање доаѓа нормалното снабдување со вода во високите зони. Порано малку се случуваат некои работи со водоснабдувањето во смисол на зголемена потрошувачка на вода. Имавме распишено тендер за ископ на нов бунар, значи таа процедура си трае, додека се избере извитувач и да можеме да го тој бунар нов направиме и да пуштиме дополнителна пумпа со некаде дополнителни 40 литри во секунда вода, каде што ќе бидеме обезбедени максимално. Од друга страна, наплатата на потрошеното и понатаму бележи катастрофално мал процент. Од сега веќе гледам дека наплатата малку се подобрува, се покачува и мислам дека ќе оди во нагорен тек наплатата и дека полека ќе се стабилизира целата ситуација. Поради ова, од јавните предпријатија апелираат сметките да се плаќаат, а водата да се штеди. Апел до граѓаните да не трошат водата за наводнување на бавчи, туку исклучува да ја трошат водата за пиење и за одржување на хигиената на граѓаните. Лошата хидролошка состојба не оди во прилог на навиките за растурење на водата на дел од граѓаните, а сушни и топли периоди доправа идат. Од друга страна, без доволна наплата, ограничени се можностите на предпријатијата за инвестиции во нови бунари. Ова значи дали и колку вода ќе имаме летово, во голема мера зависи од секој граѓанин поединечно, односно од неговата одговорност или неодговорност.